По повод 3 ноември, денот на конечното ослободување на Прилеп после 17 години откако беше уништен, денеска повторно беше возобновен споменикот Масакрот кај Дабница кај селото Дабница. Споменикот е посветен на 19 мина прилепчани кои на 19 септември 1942 биле брутално убиени на ова место од страна на бугарскиот фашистички окупатор. Да си го почитуваме своето минато, затоа што без народно-ослободителната борба, без учеството на македонските патриоти, ние денеска немаше да имаме своја независна државност. Стариот споменик кој бил од бронза е пронеден искршен во еден од отпадите во Прилеп и сега истиот ќе биде повторно составен. Споменикот со години се чувал во вреќи во депото на Заводот и музеј Прилеп. Стариот сквернавен оштетен споменик од бронза е составен и ќе биде положен во Мемориалниот музеј 11 октомври. Максимално е реконструиран и врз база на таа реконструкција тие го направија калапот за да го имаме и овој споменик денес. Сегашниот споменик е направен од полимер бетон наместо од бронза, за да не биде повторно штетуван заради кражба на металот. Прво ја реинкарнираме бронзата, го исправиме споменикот во неговата оригинална висина со оригиналните делови, потоа направиме гумен калап со цел да останат оригиналните потези. Како дел од чествувањето на 3 ноември денеска во Прилеп беше промовирана и фотомонографијата за Ченто од историчарот Рубин Белчевски. По повеќе годишно истражување и реализација на проектот Ченто биографија низ фотографија, која се состоеше од истражување, изложба и го заокружуваме денеска со фотомонографија Ченто биографија низ фотографија, која што содржи 250 фотографии, 150 хронолошки настани, текстови и голем број на мисли, говори или дел од говори на Ченто, како и една позната статија од Ченто. Тоа е пред Народното собрание, која што ја пишува пред одржувањето на првото застание наснов. Денеска свежо цвеќе беше положено и на спомениците на Методи Андонов Ченто, Кузма Јосифовски Питу, могилата на непобедените и споменикот на Песио Брце.